Почитуван министер Бочварски, почитуван директор на Национални енергетски ресурси Реджепи, почитувани изведувачи, почитувани присутни, представници на медиумите и пред се почитувани граѓани, меѓутоа и почитувани представници на компаниите од државата. Денес се завршуваат градежните работи за изградба на магистралната гасоводна делница Неготино-Кавадарци-Битола во должина од 92 км. Со ова ја спојуваме целата делница од Куманово до Битола во должина од 188 км. Се исполнува планот за реализација на големиот проект за гасификација на државата. Во изминатиот период, со посветена работа на сите вработени во Национални енергетски ресурси, успешно е завршена реализацијата на делницата Штип-Неготино во должина од 36 км и делницата Неготино-Кавадарци-Битола во должина од 92 км. Делницата Скопје-Тетово-Гостивар во должина од 76 км и кракот Тетово од 10 км е во завршна фаза и се очекува наскоро да завршат градежните работи и таму. Важно е тоа што изминатите години и во услови на пандемија, сега и во услови на најголема светска економска и енергетска криза, стратешките проекти за државата се реализираат. Гасификацијата значи придобивка за граѓаните, придобивка за компаниите, за индустриските зони, а секако има големо влијание и врз заштитата на животната средина. Компаниите од овој регион, а и регионот на Прилеп и Битола, сега можат да прават планови за користење на природниот газ во нивните производствени процеси и на тој начин да бидат поконкурентни од компаниите во регионот. Токму овде во близина на оваа делница ќе се гради и планираниот интерконективен гасовод со нашиот сосед Република Грција, од Неготино до границата со Грција во должина од 67 км. Очекувам во текот на наредната година да започне изградбата на овој интерконективен гасовод. Проектот е усогласен со националните цели и приоритети и е во согласност со политиките на Европската Унија. Со овој проект и со досега завршената делница Република Северна Македонија ги исполнува условите да биде транзитна земја, но и да заработува од транзитот на природен газ. Ова го кажувам бидејќи веќе се работи на техничка документација на нови интерконективни гасоводи со Србија и со Косово, зашто веќе добивме поддршка исто така од Европската Унија. Со овој проект добиваме пристап до природен газ од Азербејџан, односно од наоѓалиштето во Шак Денис, и истиот ќе се користи и во Северна Македонија, а и во земјите од регионот. Диверсификацијата е најзначаен сегмент за обезбедување на енергетската сигурност на една држава, а ние токму тоа и го правиме. Наместо да бидеме зависни од еден извор на газ и секоја година е да е неизвестно каква цена ќе добиеме и за која количина, ние обезбедуваме предвидливост за нашата економија. Сега ќе имаме пристап до природен газ од целиот свет, од сите држави кои го произведуваат. Во Грција работи еден терминал на течен природен газ на островот Ревитуза, а ние ќе бидеме еден од учесниците во изградбата на терминалот за течен газ во Александрополи. Со тоа обезбедуваме закуп на капацитет, што ќе ни овозможи стабилно снабдување со природен газ по конкурентни цени. Официјално во употреба беше пуштен и гасоводот помеѓу Грција и Бугарија и на тој начин ни се отвора можности за складирање на одредена количина на природен газ во Чилен во Република Бугарија. Сите овие чекори и политики на добрососедство што ги направивме во изминатите години, на крај ќе се ефектуираат за придобивки за граѓаните и македонската економија. Гасификацијата не само што ќе има влијание врз заштитата на животната средина, туку се очекува да влијае и врз падот на цената на енергенсите, како и на зголемување на конкурентноста на компаниите и на отворањето на нови работни места. Сите знаеме дека во тек е постапката за избор на приватен партнер за изградба на дистрибутивната мрежа за природен газ. Очекувам во текот на првата половина од наредната година и тоа да се заврши и гасот да стане придобивка за сите. Сега можеме да градиме и гасни електрани за производство на електрична енергија, посебно во рек Битола, која треба да произведува и електрична енергија и топлина, имајќи предвид дека веќе во изградба е и топловодот до Битола. Енергетската транзиција продолжува, инвестициите во обновливите извори на енергија се врвен приоритет на владата и тие веќе и во пракса се случуваат. Ја обезбедуваме потребната стабилност и баланс на енергетскиот систем. Со посветеност и напорна работа нема недостижна цел. Ви благодарам и уште еднаш честитки за успешната и посветена работа на сите инволвирани во овој процес, особено на компаниите кои учествуваа во неговата изградба, односно националните енергетски ресурси, меѓутоа и сите компании кои учествуваа во изградбата, на надзорните
компании кои вршеа надзор и особено на врвните инженери кои што работеа на реализацијата и работници кои работеа на реализацијата на овој проект. Ви благодарам.